Добро вечер, драги гледачи. Добро дојдовте во Мотокаст. Вечерва ви подготвивме прекрасна епизода со еден прекрасен гостин, човек кој повеќе децении е на мотор, живее на две тркала и на околу 80 години се уште вози мотор. Со нас е легендата на мотоспортот и на мотоциклизмот во Македонија, а и пошироко во регионот, Тошо Маја. Добро вечер. Добро вечер. Благодариме што дојдовте во Мотокаст. Ви благодарам, чест ми е да учествувам во таква една емисија и да дадам придонес во разјаснувањето на разни моменти во врска со мотоциклизмот и во врска со желбата да се вози мотор и во врска со искрената љубов на сите моторџи кон своите мотоциклисти. Така. Тошо, Мотокаст е регионален подкаст, значи го гледаат луѓе од Словенија до Македонија, па и Бугарија, имаме гледачи во Ванкувер, има гледачи во Австралија, така што еве накратко, ако некој ја праша кој е Тошо Маја, во 2-3 реченици, како ќе се представите? Што би рекле за себе? Најдобро е да земам гитарата и така можам најдобро да ви покажам одма. Така, ајде. Кога ќе го кренам бајкот јас на задното колце со многу газ, комшите вика, а комшивки пискат, качи ме на бајкот, качи ме. Качен мене ми е најубав, по кривини лезет миди, легни го, крени го, заврти и закочи, не баре ги фаќам за очи. Легни го, заврти, закочи и заврти, не баре ги фаќам за очи. Леле мори мајко, низ природа везден возам јас, во кацига пеам на цел глас и никому не пречам и воздухот го сечам. Убо ми иди кога сум качен јас и никому не пречам и воздухот го сечам. Убо ми иди кога сум качен јас, убо ми иди кога сум качен јас. Леле мори мајко. Браво. Не знам дали доволно да речите. Браво. Сега може да се вратиме. Тошо, веќе неколку децении сте активен моторџија. Ајде да прашам како започна ова љубов кон мотоциклите? Вашите почетоци како моторџија, мотоциклист? Така, веројатно тоа некоја далечна тамо пред 50 и нешто години, како студент во Скопје, 67 година отидов во Белград и купив еден моторцикл ЧЗ, тогаш многу популарни беа. Популарни беа, да. Да, и со тој моторцикл едно 2-3 години тука низ Скопје и на факултет и така натаму, а потоа видов дека тоа е нешто помалечко, па веќе во тоа време во Скопје се појави една група на мотоциклисти од 3-4 на чело со еден Ѓуро Велковски, кои што возеа моторцикли Циндап 650 кубика. Тоа беа полициски мотори кои што беа од таму земани и купувани, тие ги правеа, ги дотеруваа. И мене, јас се загреав и преидов и јас на така поголема кубикажа, најдов еден BMW од 500 кубика во тоа време, 70-71 година. 70-71? Да. Така? И со него почнав
ја продолжив таа кариера и знаете како одиш на поголемина, на покапацитетен мотоцикл, така љубовта и поголема е, и желбата е поголема и се чувствува таа снага, таа моќ од машината која што ги надвладува сите други на патот и се роди таа желба и така се организиравме во почеток преку Автомото Сојузот во тие 70 години, преку едно друштво кое што беше организација на Автомото Сојузот на Македонија, се викаше Машинец. Тоа беа момци кои што возеа коли, фичовци, 101-ци, правеа трки ридско-планински, наводно, и ние почнавме тамо да се здруживме со нив и направивме едно здружение на мотоциклисти само во рамките на Машинец, и со тој Машинец почнавме да одиме и во преку Автомото Сојузот на Југославија. Тогаш почнавме да одиме да учествуваме на разни релија кои што ги организираше Федерацијата, Европската, Светската федерација ФИМ, Федерацион Интернационал де Мотоциклет, и одевме на тие надпревари. Не беа тоа надпревари, тоа беа собирања каде што се дружевме со Ајде за ФИМ ќе прекинам тука, за ФИМ релијава ќе ве прашам малку подетално после. Знам дека сте биле на многу. Ајде околу почетоците додека сме. Знам дека многу мотори имаш менето. Кој би го извел како мотор што најмногу го сакав? Не знам. Има ли така некој или сите ги сакаше? Сите мотори ги сакам. Тоа е како да прашате мајката кој е чедо најмногу го сака. Така. Не може да. Добро, фер. Сите ги сака. Во почетокот тоа, знаете, кога баш дека почнавме за тие собирања, ние и во Македонија почнавме се собираме тие што имавме мотори така поголеми и моќни. Обично тоа беше за 11 октомври, одевме во Прилеп, тие 70 години, а почнавме после во почетокот на 80-тите да одиме и во Крушево на 2 август. Така. И тамо се собиравме и ќе појдиме 10 на 15 мотори и се дружевме многу убаво со свирка, со пеење, со музика, со игри, со дружба и со секогаш разговори околу машините, околу подобрувањата, околу безбедноста во сообраќајот, дали си купил кацига, мора да купиш кацига. Тоа сега, во тоа време, 70 години сте почнувале, па и пред тоа и после тоа. Какви беа условите? Јас знам тогаш кацига да спомнеш беше научна фантастика, како сега да збори за Space Shuttle. Ние што бевме ангажирани со вакви поголеми машини, каде што и опасноста беше поизразена, ние секогаш размислувавме и на кацига, и јас од секогаш сум имал кацига, секогаш возев со кацига, затоа што возејќи мотори Томос и овие мали моторчиња од 50 кубика, тие не беа толку, мислам, а да и тие се изузетно опасни, али не ги практикуваа луѓето и доскоро не практикуваа, али ние со големите мотори возевме со кациги секогаш. Така, браво. Знам дека Тошо е еден од првите учесници, или да речем од почетокот на организацијата на Моторели Македонија, од независноста наваму. Од неколку збора за тоа ќе ни кажеш. Од 92 година го воспоставивме релито клубот Владимир Бошков. Јас бев иницијатор на таа идеја и ја реализиравме. Во почетокот тоа беа само 11 мотоцикла. Само извини да појасниме за гледачите што не се моторџии како нас. Ова се организира за Денот на независноста, односно целиот викенд. Да. Секоја година. Секоја година, 3 дена, трае 3 дена. Тоа е едно мото рели кое што во траење од 3 дена оди по крајните граници на Република Македонија. Значи тргнува од Скопје, оди на Кратово, Берово, Струмица, Дојран,
Кавадарци, Прилеп, Битола, преку Галичица, Охрид, преку Дебар, повторно Маврово и пак Скопје. Тоа трае 3 дена, тоа е околу 1000 километри и кога го воспоставивме, тоа се уште не беше така и маркетиншки добро покриено, ние тоа го направивме само за нас, клубски мислевме дека ќе ова. Меѓутоа, првата година бевме 11 мотори, следната година 19 се појави. Так. Третата година веќе бевме 50-тина, петтата година бевме 75. Так. 10-тата година од релито веќе бевме околу 450 мотори од целиот регион балкански. Од Јас првпат кога бев 450-500 мотори бевме. Од Скопје што тргнавме зборувам. Да. Попадни се придружија и други, ама не, така. јас викам од Скопје колку тргавме. Така. Али веќе на 15-тото рели имавме 650 учесници мотори и тоа беше едно од големите собирања на мотоцикли на Балканот, кое што беше извонредно поддржано и од сите моторџи од Грција, Бугарија, Румунија. Так, тоа знам. Дури доаѓа од Маđарска, Германија, Аустрија. Ти имаш нова елек тука што го донесе значки за как по години кажи не ги гледачите ќе ги видат детално. Значките се за учество на Фимрелија. Не, овие за македонското рели зборувам. За македонското. После ќе прашувам за Фим, да. На македонското рели ние како беше за 5 години, 10 години? На секоја 5-та година вадевме и значка јубилеина. Так. И јас ги имам сите значки и на 5, и на 10, 15, 20, 25 и 30. До 30 години сите значки се тука закачени. Браво. Така да тоа ние секоја година покрај значки дававме на сите учесници кои ќе дојдеа во Крушево, им дававме черешово топче или Така, знам. А кажи ми, ајде да издвоиме, сме зборувале 2-3 пати во емисијава за Моторели Македонија, што е прекрасен настан, морам да и Собир, како да го наречам. Собир. Некоја анекдота од тие почетоци што се случило нешто непредвидено, нешто што се ќе ти текне денеска и уште се смееш. Што направивме? Па не, може би за нешто друго ќе ми текне, ама за Македонија рели секогаш било многу весело, многу убаво. По тоа ги памтиме тие средби. Една година имавме 65 души од Словенија ни дојдоа. Мислам дека тоа беше на 25. 65 од Словенија. 65 души. Браво. Од Словенија дојдоа словенци и беа презадоволни од целото рели. Многу убаво се дружевме, и потоа секоја година доаѓа, уште 3-4 години со ред доаѓа масовно, али после некои остареа, некој каде е овај, не дојде каде е овај, и тој Добро, да. Не може, остарел, не вози више и така. Али во секој случај се памти само поубаво, немало никаков проблем, никогаш се било дружба. Добра, не мислев на проблем, мислев на анекдоти некој. Како да е? Твоето учество или посета на Панхеленскиот собир во Грција? Знам дека повеќе пати Грција имаш одено, ама да речеме да го издвоевме ова. Многу години, многу често одевме на Панхеленскиот собир. Обично Панхеленскиот собир е Има некоја сликечко тука препоставувам или? Има. Ако можеш да ни покажеш. Овај од Нека камерата покажи, слободно ќе ја видиме. Собир. На Панхеленскиот собир што е карактеристично, многу е карактеристично дека Панхеленскиот собир е многу масовен. Грција е земја во која што многу се возат мотори. Така е. Многу повеќе него кај нас и на Панхеленскиот собир кога одиме може да се случи да има и 5-6 000 учесници. Така. Тоа е толку масовно, тоа е како да кажам, како цел еден град да дошле од цела Грција доаѓаат. Али тој е повеќе национален собир, не е како нашиот интернационален собир. Так. Нашиот беше интернационален и е интернационален. Али е многу убаво затоа што и тамо добро се дружиме,
направивме многу добри контакти и истите тие луѓе после таму доаѓаа со години кај нас на нашето рели Македонија, независност. И заради тоа беше многу интересно, покрај тоа што грците организираа Панхеленски, организираа и една година направија и Фимрели, го направија во Грција, во Каламата. Тамо убаво. Сами се префрли за Фимрелијата ќе те прашам, ама објасни ни го ова за Грција. Тамо се собравме исто така многу луѓе во Каламата, тоа е тамо. Така. А еве овде е сликата со директорот на организациониот комитет на Фимрелито на Каламата, Јоргос Карабатос, заедно седиме тука. Каде што бев јас лично поканет како човек кој што ќе помогне во организацијата на релито во Грција, во меѓународното рели Каламата, и тамо бев недела дена пред настанот, тамо бев на тие нивни состаноци све, и потоа бев распореден на приемот на сите гости, затоа што јас зборувам неколку јазици: италијански, грчки, француски, шпански, англиски, румунски. Се зборуваш? Браво. И јас бев тамо на прием, тамо да ги распоредуваме. Доаѓаа разни луѓе од цел свет. Цел свет доаѓа. Така да. Кога сме кај Фимрелијата сега, спомна за Грција. Да. За гледачите да знаат, на колку Фимрелија си бил до сега? Па сум бил, еве, самите значки кажуваат дека сум така, бил на минимум 15. Значи, ако одиш на 5, добиваш бронзена значка. Така. Ако одиш на 10, добиваш сребрена значка на Федерацијата на ФИМ, и ако одиш повеќе од 15, добиваш и златна значка. Тоа не го добиваш од тоа што ќе кажеш дека си бил ти, туку тие водат многу прецизна евиденција се води тамо во ФИМ организацијата, така да тие самите те наоѓаат и ти ги праќаат на адресат, и тамо оставаш адреси секогаш кој ќе се пријавиш. Така. Одиш и така. Некое доживување да одвиш од овие Фимрелија? Има многу интересни доживувања. Еве, ова е на брод во Шведска, како се вика главниот град, за Хелсинки од Стокхолм. Од Стокхолм за Хелсинки, еве баш нова. И таму во Хелсинки одиме, од каде што треба да одиме 500 километри северно од Хелсинки, а тоа е веќе северен напоредник, и ние во тоа време... Како се викаш местото? Куопио? Куопио. Так. Немавме представа за временските зони и разлики. И кога тргнавме од тука, бевме група од 12 на души. Го поставивме за водач на групата, дека најдобро зборуваше англиски покојниот Владо Бошков, Владо Вол, и тој ни беше водач на групата. Кога стигнавме во Хелсинки, бевме еден ден во амбасадата наша, тамо не пречека, македонски беше амбасадорот наш, македонец, не почестија и така. Извини, ова е во екс-Југославија уште, така? Да, екс-Југославија, Затоа тоа е екс-Југославија. И оттаму тргаме, утредента спиеме во Хелсинки, утредента тргаме за Куопио. Куопио е 500 километри од Хелсинки, баш чисто северно. И возиме така, све езера, знаете, Финска е земја со 3000 езера, можда 4000, на секој чекор езеро, само езеро. Патишта да не бе автостради, обичен пат, најобичен пат, 6 метра широк тоа беше, али чисто, многу убаво, све ни шума, равно поле, али шума борова. И така на 50 километри ќе видиш некоја куќичка негде покрај некој езеро. И така возиме, ние 500 километра, застани, бензинска пумпа, и веќе доаѓа сатот 7-8 сатот веќе навечер, јули месецот. Таа година беше изузетно топла. 30 степени беше топло. Не запамтено тамо толку топло. Застануваме во една куќа на еден паркинг
и е на куќа пред нас така. Деца едни на еден мал док од штици направен во езерце, трчаат и се фрлаат во езеро, излагаат, се капат, ни малешки дечиња. И ние застанавме тука, гледаме и излезе една жена однатре и со еден таз голем со чаши, со некаков сок, жолта течност некоја, и вака дојде и ќе повелете, земете сите, освежете се. Таму Финска не дојде? Да, во не дојде. Ние бевме изненадени, изедовме и после рече, ај дојдете, вика, оти немаше доволно, не можеше за сите да донеси. Так. Дојдете, вика, дома, тоа беше на 10 метра од патот, одма влеговме долу, така под патот беше, не пречека, влеговме внатре, сета куќа беше полна со кожи од ирваси, сета во кожи беше. И седнавме тука, на земја седиме, таа ни даде да пиеме, сите гледаме, се чудиме на тој начин на живот. Децата влези, излези, водени, се капат, излагаат, малешки деча од 6-7 години. И Владов едно време вика, бе, знаете ли колку е сатот? Сатот е 8:30, ајде да тргаме, ќе не стемни, а вика, мене фарот не ми работи. И викаме, и ние претеравме, ајде брзо да одиме, викаме, ние мораме да одиме. И таа се изненадија, бе, седете, зашто? Не, ние мораме да одиме, и ние, ајде, се собравме и тргнавме. Оти, ќе не стемни. Так. Зато одиме да Владов не му работи фарот. И тргнавме, возиме, можда уште едно 200 километри, тоа поминаа 3 сата. Застани еден, застани друг, чекај, бензин имам и така се влечкаме како црева, а топло беше времето. И чекаме се стемни, не се стемнува. 12 сатот, влеговме во Копио и нишалки, паркои, така, детски паркчиња во градчето, и децата бил се нишаат цело време 12 сатот ноќе. Што е, викам, ова работа? Ден. Гледаме на сатот, 12:30. Дојдовме тука, ајде, влеговме, плативме, што треба да се плаќа котизација, ова, и ни обределија место за... А тука е настанот, настанот, тука е. во Копио. Так. И во централниот нивни парк, тука одма едни скакалоници, имаше скијачки, и тука под скакалниците не сместија шатори, ни дадоа да си наместиме шатори, ние носевме. Чекаме се стемно, не се стемно. Ајде да си легнеме. Легнуваш ден? Владо, ти знаеш ли каде овде 6 месеци е ден, бе. И се смееме после тоа цело време, така да е еден чуден настан беше тоа. Има еден интересен настан, кога се подготвувавме за емисија, го зборувавме, што би сакале да го споделиме со гледачите, а тоа е, како го рече ти, гранични тркала. Да. Може ли да ни го раскажеш што е настан? За гледачите ќе биде интересно. Да. Ова е заради приказната да луѓето сватат колку сме ние... 2012 година. Така? 2012 година Европска заедница организира некакви средби, меѓудржавни средби за така помирување на некакви страсти, за дружба и меѓу тоа е овај проект гранични тркала, нели, и тука баш тоа пишува, европски гранични тркала. И ние одиме сме поканети да го посетиме мотоклубот на Серес во Серес. Се собравме едно 30 на души мотоциклисти. Па добра група. Да, добра група бевме. Направивме своја мајца. Тоа е оваа мајца. Така, таа што ја носиш? Да. И што пишува на мајцата? На мајцата долу напишавме на грчки, со грчки букви. Така. Јас имав еден пријател во грчкиот консулат, работеше, му реков, ова да ми го напишеш на грчки, сакам, зошто? За тоа и тоа, нема проблем ми го напишеш. Како се пишува на грчки, го напишавме, пишува дека за мотоциклизмот не постојат граници. Така. Нема граници за моторчиите и така, дека ние најлесно проаѓаме, најлесно се дружиме, секој сме пријателски према сите. Па еве да скажи како се дружите во Серес со грчките моторчии. Во Серес поминавме фантастично. Таму не пречекаа толку убаво, не пречекаа во хотелот на познатата патека на Формула,
на мото трки во Серес, тоа е единствена на Балканот, мислам нема друга. Многу убава патека е, тамо има и хотел, тамо не пречека, тамо спиевме. Ја возевме патеката еднаш така полека, ние сите си поминавме туристички на неа. Убаво се дружиме вечерта, ни донесоа музика, беше пријатно. Другиот ден не прошетаа низ градот, не прошетаа низ околината на Серес и на враќање не испратија со уште 30 нивни моторџи, сите дојдоа во Струмица. Така. И тамо во Струмица направивме уште една ноќ собирање, беше Сигурно. прекрасна вечер, една поминавме многу убаво, тоа беше така една вечер незаборавна. Овие мајци стана символ на таа дружба и ни ги слекоа од нас ги даат. Грците дајте ги мајците, нема ќе ни ги дај. А гледате како се направени Македонија и Грција заедно. Така. Е. И тука овие стилизирани моторчиња и надписот кој што беа изненадени. Так. Многу беа изненадени. И Види, мене кога комуницирам со многу моторџи. тоа е 2012 година, уште не знаевме ние ништо со нив нема. Така, без разлика, јас еве и во моето искуство, кога ме прашаат за некој моторџија, јас може по јазикот да препоставам од каде е. Ама ако зборувам англиски, никогаш нема да прашам од каде е тој човек. Јасно, да. Нели? Тоа е она што и го кажуваш, така да веројатно за луѓето сакав да го споделим ова, за да слушнат и од тебе за ова и за тоа братство или дружба или солидарност која постои меѓу солидарности, ама ова е само еден пример. Јас не би сакал се ова емисија да постани некаква реклама за нашата дружба со грците и така натаму и така натаму. Па ние со грците од секогаш добро се дружевме со моторџиите грци. Тие доаѓаа кај нас со години. Ние одевме кај нив со години. После почна Пан Хеленик, па пак одевме тамо, тие не проканува. Доаѓаа на сите наши рели независност. Доаѓаа по 15-20 души доаѓаа. Так, браво. Не почитуваа секогаш и ние ги почитувавме и не се чувствуваше таа разлика во мислење или во никогаш на ниедно место никој не го кажа. Браво. Пеевме ние грчки, тие пее македонски песни и така. Браво. Тоа што морам да те прашам за повеќе работи, што повеќе ти знам дека гледачите кога слушнале кој е гостин, очекуваат многу работи да покриеме, многу теми. Ти имаш направено нешто што ретко кој од кај нас или од регионот го има направено. Ти одеше по патот на Александар Македонски и отиде до Александрија. Да. Можеш ли да ни раскажеш за ово патешествие, како ова го осмисли и како изгледаше? Знам дека и некои слики имаш овде, ќе ни покажеш? Ќе ни покажам. Тоа беше еден проект кој што јас го спремав 10 години, само кај нас во клубот не можев да најдам, и не само во клубот, и на други страни не можев да најдам луѓе кои што ќе сакаат да дојдат, да го прифатат сето тоа, дали се плашеа, дали ама далеку, ама непознати земји, ама како ќе влеземе таму, како ќе одиме таму. Јас, да ви кажам, 2012 година веќе се почувствува, веќе и јас дека се влагам во некакви сериозни години, викам ја морам да го направам ова. И на крајот убедив две момчиња од кај нас од клубот и тие рекла ќе дојдеме ние со тебе и ќе дојдете. Најдов јас некакви средства, зедов од ме помогна фирмата Дени Интернационал со финансиски и го организиравме сето тоа и тргнавме некаде во мај месец. Преку Грција, Турција, Сирија, Јордан, тамо на Соленото море, на ова како се вика, на реката Јордан, од реката Јордан во градот на се вика Петра, од Петра едно светско чудо, од Петра отидовме на Акаба, на Црвено море град на Јордан,
од тука со брод влеговме на Синај, од Синај отидовме на тамо на Дахаб и тамо некои летувалишта египетски што се на Синај, и од таму под Суетскиот канал влеговме во Каиро, од Каиро право за Александрија. Тоа е долго ова е. Колку време траеше ова патување? Меѓутоа, интересното е во тоа што сето за време на целото патување ние минувавме по патот на Александар Македонски. Так. Тој во 334 година пред нашата ера во мај месец даде проглас и собра војска од 20.000 луѓе, ги собра кај езерата зад Солун, нели има две езера. Тука беше собирањето на војската и од тука тргна и отиде право на Чанаккале, тука ги помина Дарданелите најкратки се тука и преиде на другата страна, тука се сретна со некаква формацијска единица на овај царот на Персија, Дари. на Дари, ама не со Дари, со некаква единица помала, која што одма ја столчи, ама остај неколку души нарочно да одат да кажат дека доаѓа таков и таков човек. Многу силен, многу брз, многу и нели дојде од одма после Дарданелите се наоѓа градот кај што е коњот од Илијада што го спомнува овај Хомер. Тука во тој град, како се викаше, не е Ефес, него не може да се сетам. Добро, не е важно. Доаѓаме тука, од тука одиме надолу према Бодрум. Бодрум е Халикарнас. Во Халикарнас тој среќава голема флота и ја пали целата и го уништува целиот Халикарнас. Тоа е флота на Дарије. Дарије тука го сретнува, меѓутоа не го фаќаат, побегнува Дарије и Дарије оди го чека на реката Ис. И ние пак одиме од Халикарнас, одиме сега на Адана, од Адана одиме за Искендерун. И се со моторива, тројцата. Све со мотор, све тројцата. Од тука одиме на Искендерун, од Искендерун влагаме во Сирија и во Сирија одиме во Алеп. Алеп е еден од првите градови кои што он не го пали Александар, затоа што му рекол, ако не се предаите, ќе го палам, ако се предаите, нема проблем. Не го запалил градот, го испочитувал, од тука оди он во Тир, Тир неки да се предаде, тоа е границата на Сирија со морето, ова е на Тир го пали и од Тир влага на Мртво море, од Мртво море оди на Јордан, од Јордан влага пак на Синај и од Синај нормално не постои Суетскиот канал, влага со војските на кај Каиро, од Каиро влага долу во Александрија. И така доаѓаме ние до тука, до Александрија. Тоа е многу интересно едно патешествие и многу интересни, има и добри анегдоти там. Еве тука сум јас во Александрија под споменикот на Александар Македонски во центарот на Александрија. Така. Али на пат за Александрија, еве по пат не среќаваат камили. Така. Тука и еве тука сум под самите пирамиди на дојден во Каиро, во Гиза. И кажи ми, колку време траеше оваа тура? Па траеше 15 дена. Така, па добро. Добро, не било, ја мислев повеќе трае, како што ги објаснуваш сите овие. 15 дена траеше, толку беше, мислам, затоа што во тоа време мирно беше во Сирија, мирно беше во Јордан, секогаш било мирно. Голем проблем е во Израел да се влези тамо и да имаш виза, не те пуштаат 3 дена, ќе те тресат, ќе те прегледуваат и не те пуштаат. Али на Мртво море бевме тамо, дел од Мртвото море во Јордан, тоа беше многу интересно тамо. Кажи ми, овака за моторџиеве сега интересно е, колку прилика, како имавте распоред направено, колку дневно возевте? Па се зависи од
Па дневно не можеш повеќе од 500 километри. Добро, да, па тоа сакав да прашам. Толку може да се помине затоа што има некојаш дува ветер со песок, ти ги полни очите и не можеш да гледаш ништо. Некојаш е убаво времето. На пат возиш, најнаш ќе видиш песок на пат. Така. Нагледан е патот, навеан е како снег. Така. Покрај патот има стапчиња црвено-бели, затоа што како кај нас оставаме за снег. Така, да. Обележување на патот за да знаеш да. каде да се исчисти снегот. Таму тоа ќе дувне некој силен ветер, пустињата све е пустиња околу, сегде е низ пустиња. Така. Низ Сирија е цело време пустиња, низ Јордан е све пустиња, тоа е. Така. Цело време пустински се патиштата, бензински пумпи има сегде, само што не знаат да зборуваат, знаат арапски само. И имаше една интересна случка на една бензинска пумпа, застанавме, гладни бевме. Хај застанавме да видиме шо да јадиме нешто, влеговме таму во пумпата, пумпата нема ништо. Има 2 корпи со јајца. И му викаме дали може да испржиме нешто, му кажуваме, не може да се разбериме. Тој му кажуваме за јајцата, тој, чекај момент, вика, го фаќа едното јајце и вака на пулт, ќе го фрли и тоа ќе падне. Транки, жолчка ќе излезе. И ја што направиш? Момент, од другата ќе падне, не се крши, значи овие се варени, овие не се варени. Добро. Така научивме како што се варени, како се вика варено, треба да офрлиш да знаеш што не е варено. Така. Добре. Ја му кажувам пиперки, дали имате пиперки, нешто. Изваде на гајба со пиперки со патличани. Реков, ќути се. Тука сме сега. Дај пиперките, нож исеков пиперки и донесе на тепсија од алуминиум, ама целиот извитка, неизмиен, за никаде, речем, ова јас пржам овде на еден плински, толкава е на боца. Така. Кладовме. Исеков пиперките, исеков патличани, масло тури внатре, фрлив едно 10 јајца ги измеја, кога направивме едно јадење, кога почна и тој да јаде. Пак сигурно. Драги мои, време е за рубриката Мотообјектив, проследете ја и се враќаме во студио. Добре дојдовте во уште една епизода на Мотообјектив. Мотоциклизмот е повеќе од хоби. Тоа е начин на живот што ги обединува луѓето без оглед на нивната националност, религија или културна припадност. На патот сите сме еднакви, браќа и сестри на 2 тркала. Затоа вечерашнава епизода ја нарековме Братството на 2 тркала без граници. Преку заеднички патувања, мотособири и споделени искуства, моторџиите создаваат врски што ги надминуваат политичките и географските граници. Овие врски се темелат на меѓусебна почит, доверба и љубов кон слободата што ја нуди патот. Балканот, со својата уникатна мешавина од култури, јазици и историја, е плодна почва за вистинско мотобратство. Моторџиите од Словенија до Македонија, од Црна Гора до Србија, од Босна до Бугарија. Сите делат исти патишта, исти соништа и исто срце. И токму таа разновидност ни е најголемото богатство. Во свет каде што разликите често предизвикуваат поделби, мотозаедницата служи како пример за единство и солидарност. Братството на 2 тркала не познава граници, туку е глобална фамилија што го слави животот, авантурите и заедништвото. Замислете ги сцените кога на меѓународни мотособири во регионот луѓе со различно потекло се прегрнуваат како браќа. Еве неколку вистински примери од регионот. Во 2020 година, кога земјотресот погоди Петриња, Хрватска, мотоклубови од Србија, Босна, Црна Гора и Македонија организираа конвој со хуманитарна помош. Иако политичките тензии меѓу земјите постоеле, за моторџиите тоа не беше пречка. Заедничката љубов кон мотоциклизмот ги надвладија сите разлики. Во Босна, клубовите Сарајево Рајдерс и Бања Лука Крузерс, едните од Федерацијата БиХ, другите од Република Српска, соработуваат на заеднички рути, иако политиката често пати ги дели нивните народи. Во Србија, клубот Wolves MC соработува со албанските мотоентузијасти од Косово за заеднички благородни акции, докажувајќи дека човечноста е над сите поделби. Евробајкер веќе ја знаете. Секако, вакви примери има уште многу. Свежи се и примерите од социјалните мрежи, каде што моторџии од целиот Балкан експресно се организираат за да помогнат на колега на пат кој имал дефект, без разлика дали станува збор за замена на гума некаде во Косово или обезбедување сместување во Хрватска. Овие несебични дела се случуваат секојдневно,
далеку од очите на политиката и незините поделби. Нека овие пораки бидат потсетник дека, без оглед на тоа каде сме родени или каде живееме, патот не обединува сите. Ви благодариме што бевте со нас во уште една епизода на Мото Објектив. До наредната, биете ми живи и здрави. Тошо, можеш ли да ни направиш една кратка споредба или како ти гледаш на мотокултурата некогаш и денес? Дали има развој? Дали оди позитивно? Како ти ја гледаш? Мислам дека има развој, дека оди во позитивна насока сето тоа, само што се уште во душата и во темпераментот на нашите деца, на младите, се уште има многу шпирт што со краток фитил што може да се запали. Само уште тоа треба да го средиме. Најопасни се тие години кога се почнува со мотоциклизмот. Так. После тоа сите си доаѓаат на памет. Так. Многу е важно тука да имаме една добра едукација во поглед на правилно учење како се вози мотор. Така. Кога се вози за трки, кога се вози за дигање и така натаму, како треба да возиш во град. Тие основни работи ги има, цели книги има напишано за тоа. И мора младите да ги едуцираме, да не дивеат, да не е работата во тоа кој најбрзо ќе појде од еден до друг семафор. Тоа е најмалце важно. Не дај Боже, тоа се случуваат разни работи. Ние како Мотокаст, не спомнам да речем во секоја епизода, но многу често зборуваме за безбедноста во мотоциклизмот и со таа цел организиравме една обука овде во Скопје со доктор Владимир Јефтич од Србија, која што помина прекрасна, 3 групи на моторџи имаше, и млади и стари, и искусни и неискусни. Да. И тоа верувам дека ќе продолжи. Дај Боже и други организираат и што повеќе да се учи. Она што би те прашал, при крај сме на емисијата, ама ако те прашам ќе запееш пак, што те мотивира се уште да возиш мотор? Толку цел живот возиш и се уште тоа ти е. Кога ќе го кренам. Така. Тоа е тоа. Значи, од кога ќе дојде, нема на природа возам, во кацига пеам на цел глас, зборам, во кацига се расправам, а нарочно кога ќе дојдем на автопат, па тогаш нема проблем. Цели романи. Нели? Јас порано мисля дека само јас сум тој будала што си го збори за кацигата. Сите изборат и пеат, сите. Одлично. Каква порака би пратил до овие што влегуваат во мотосветот? Ти обично може да бидат и помлади и постари во години, ама они што се помлади во мотоциклизмот. Каква порака ти како искусен моторџија би пратил? Има само 3 правила има: внимателно и внимателно. Така. Тие се само 3 правила, само 3. Само 3. Внимателно. Браво. И нема никаков проблем да имаш ако внимаваш, затоа што секоја грешка од мотор е траума, секоја грешка. И на штендер кога е дигнат моторот ако паднеш, може да биде траума. Така. Така да многу сериозно треба да се свати работата. Чим си ја префрлил ногата преку мотор, веќе мора да размислуваш така како што моторот ги дава можностите да можеш да го управуваш. Иначе, ако мислиш дека ти можеш со него да одиш на еден точак, па да можеш на колено да го наведнеш, нема шанса. Тоа можеш само на стаза, кај што... Имам едно прашање, последно го чував. Каков план имаш? Знам дека не планираш да престанеш да водиш, освен ако не можеш. Значи дека можеш. Да. Имаш ли некој план, нешто неостварено што сакаш да си го направиш? Па имам, а не би го образложувал. Сега тоа... Важно имаш планови уште? Имам, да. Така, браво. Имам проекти кои што сакам. Имаш проекти се уште? Имам еден проект кој што ќе го поделам со тамо во клубот. Добро. Кога ќе го оствариш, ќе дојдеш овде да ни раскажеш. Добро, ти благодарам. За крај би сакал да пратиш една порака до гледачите на Мотокаст. Гледачите на Мотокаст се голем дел моторџи, ама и многу има немоторџи. Што би им кажал, Тошо? Па,
би им кажал дека голема љубов е мотоциклизмот. Треба да внимаваат. Тоа е љубов како да ти кажам, тоа е љубов на прв поглед. Ако немаш прв поглед, нема да ја имаш таа. Ако ли со прв поглед, тогаш нема да се откажеш. Тоа е работата. Али повторно следната работа е вниманието. Големо, многу пазење. Иначе тоа што го пружа мотоциклизмот како задоволство, како летање низ просторот, како ти кажам, во некои моменти си птица, во некои моменти си нешто што го сечиш тој воздух и проаѓаш и сето тоа е возиш во разни предели, во природа возиш, ги чувствуваш сите тревки, мириси, се што има во природата, тоа не можеш да го почувствуваш во кола, не можеш, никога одиш пешки, не можеш да го видиш тоа. Но оние што не возат, не можеме да им објасниме, нели? Не, тешко. Сето тоа, чим е нешто побрзо од одењето, од пешачењето, е сепак брзината е вечен сон на човекот и тоа. Така. Тошо, ти благодарам за гостувањето. Драги гледачи, вечера бевме со Тошо Маја, легенда во македонскиот мотоспорт и мотоциклизам воопшто и верувам и регионалниот, бидејќи ретко кој не го знае Тошо. Со него зборувавме за неговите искуства во мотоциклизмот, неговите патувања, убави приказни, верувам дека со Тошо ако седиме уште 3-4 сата, сигурно уште толку приказни ќе раскажеме, затоа задржавме бонус да го поканеме пак. Ако ви се допадна ова што го слушнавте и видовте вечерва, ве молам лайк и subscribe и секако share, за да што повеќе луѓе може да ја видат оваа епизода. До наредната епизода, бидете ми живи и здрави.